Добар ден, ова се централните вести. Ви благодарам што сте на Канал 5. Почнуваме со насловите. Со нови детали заврши судењето за убиствата на Вања и Панче. Уапсено уште едно лице. Одбраната со став. Како што тргна постапкава, така и заврши на лош, нечестен начин. Од куќен притвор во шутка. Апелација ја прифати жалбата. Ефективен притвор за Басев и Нухи за случајот онкологија. Се зголемува опасноста од бегство. Изгубил контрола и излетал на пешачка патека на главниот Охридски булевар. Епилог: еден загинат и тројца повредени. Констатирано е смрт. Судот одлучи. Рами Смерко го прекршил законот со назначувањето директори на општинските основни училишта. Треба да плати казна до 10.000 евра. Предпоставките се остварија. Таравари и села се смирија. Заедно со Али Ахмети ќе настапат на локалните избори. Заврши судењето за убиствата на Вања и Панче. Јавноста пресудата ќе ја чуе в среда, 25 јуни. Најновите информации се дека за случајот е уапсено уште едно лице, кое во својот исказ го спомена обвинетиот Велибор Манев. Михајло Видимлиски. Уапсен е Зоран Давидков, член на Десна и вработен во Народна банка, откако Велибор Манев, кој е дел од обвинетите за убиствата на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски, го посочи како лице кој по наредба на Љупчо Палевски требало да се ослободи од ранецот во кој се наоѓал пиштолот со кој било пукано. Манев во завршните зборови кажа дека за Давидков дознал кога Палевски му се јавил од турската граница, но сега се одлучил да го открие неговиот идентитет. Бев згрозен од уцената, Палевски не тераше да го слушаме. Откако ги изврши убиствата ми стана јасно, но многу доцна сватив дека имал двоен план. Ова е последната коцка од сложувалката. Дека ранецот е кај Зоран Давидков, член на Десна, дознав кога Палевски ми се јави од турската граница и ми кажа да му се јавам на Зоран, за тоа што го зел од канцеларијата, како што се изрази Палевски, пакетот да го отстрани од кај него, да го фрли или да го уништи, да не може да се најде. Останува да си ја слушнам изречената казна, оптоварен со срамот, каењето, душевната болка и да размислувам за моите милион неодговорени прашања. Простете ми што излегов ваква будала. Обвинителството ја потврди информацијата за апсењето и најави дека се преземаат и други истражни действија во врска со случајот. Палевски во завршните зборови не се осврна за лицето кое го посочи Манев. За неговиот адвокат пак ова е нечесен начин на завршување на постапката, а пред судот побара ослободителна пресуда за Палевски. За жал, во завршен збор на постапката истото беше откриено и како што тргна постапкава, така и заврши на лош, нечестен начин, со многу слабости во целата процедура и слабости на обвинителството. Нити еден доказ не се изведе против Палевски, нити некаде беше забележан, нити имаше негова ДНК, нити било кој каков приближно, да речам, некој доказ да достави обвинителството до судот, до јавноста, до нас, такво нешто немаше. И од тие причини ние одбраната ја сведовме на тоа дека поради немање на доволно докази дека судот треба да донесе ослободителна пресуда. Прво обвинетиот Љупчо Палевски Палчо пак по речиси 2 часа во кои даваше завршни зборови. За прв пат отворено го посочи Велибор Манев како организатор на убиствата, а Боре Видевски за извршител. Обвинението според него е недокажано и со низа пропусти. Обвинетиот Велибор Манев е организатор, Боре Видевски е пукач, а Владко Кешишев е стражар. Нема трага дека сум присутен на 2 места на грабнување и убиства и во 2 возила. Основното јавно обвинителство направило обвинение без ниту еден доказ и вештачен телефон. Нема мои траги во кангуто. Како е можно да има траги од другите обвинети, само не од мене. Намерата на ОЈО, уште од 5.12.2023 е да ја убеди да ме осудите. Но зошто не ги гледате доказите изведени на рочиштата? Обвинетиот Боре Видевски не даде завршен збор. Владко Кешишев изрази кајање и рече дека се направил под притисок на Палевски. Таткото на Вања Александар Ѓорчевски пак бараше од Палевски да одговори зошто го извршил убиството. Со денешните завршни зборови и околу 40 одржани рочишта заврши судската постапка за грозоморните убиства на 14 годишната Вања Ѓорчевска од Скопје и 74 годишниот велешенец Панче Жежовски кои се случија во ноември 2023-та. Јавното обвинителство за Палевски, Манев, Видевски и Кешишев
Претходно побара доживотен затвор, а за Ѓорчевски соодветна затворска казна. Пресудата ќе биде објавена во среда на 25 јуни. Апелација одлучи. Притворот на поранешниот директор на онкологија Нино Васев од домашен се заменува со ефективен. Обвинителството за него бара затворски притвор. Во шутка оди и организацијскиот директор Нехат Нухи. Предходно Васев на јавната седница кажа дека сака честно судење и побара да се брани од слобода. Дејан Трајковски. Од домашен притвор во шутка, апелациониот судија уважи жалбата на обвинителството со што ја преиначи мерката, па екс-медицинскиот директор на онкологија Нино Васев доби ефективен притвор. Обвинителката Фатиме Фетај пред апелациониот суд образложи дека обвинителството бара ваква промена поради тежината на делата кои му се ставаат на товар, бидејќи ефективниот притвор е единствена гаранција дека Васев нема да избега и дека успешно ќе се спроведе судскиот процес. Врз основа на прибраниот доказен материјал, основното јавно обвинителство Скопје основано може да очекува донесување осудителна пресуда. Колку што е поизвестно соочувањето со можноста од осуда на ефективна казна затвор, така и се зголемува опасноста од бегство. Мерката притвор и единствено мерката притвор представува доволна гаранција за обезбедување присуство на осомничениот и за успешно спроведување на кривичната постапка. Васев претходно пред судиите побара да се брани од слобода, а неговиот адвокат жалбата на обвинителството ја нарече неоснована. Причина, екс-директорот на онкологија целосно соработувал за расветлување на случајот. Останувам кон наводите на жалбата. Во жалбата е наведено се. Барам честно судење и сакам да се бранам во постапката, но барам да се бранам од слобода и да се укине домашниот притвор. Во меѓувреме се очекува апелација да донесе одлука и за поранешниот организацијски директор на онкологија Нехат Нухи, кој исто така е во домашен, а и за него обвинителството бара ефективен притвор. Судењето започнува на 11 јули, а предметот во кој Васев, Нухи и уште 3 лица се гонат е поделен во 2 дела. Според првото обвинение, првоосомничениот Васев и Нухи ја злоупотребиле службената положба со незаконска набавка на лекови со што прибавиле значителна имотна корист, а буџетот го оштетиле десетици милиони евра. Второто обвинение што го поднесе обвинителството се однесува на третманот на пациентите и опфаќа 4 лекари онколози, меѓу кои и Васев. Тој во соизвршителство со друг лекар од истиот одел на кој работеле се товари дека извршил продолжени тешки дела против здравјето на луѓето и несовесно лекување болни. Медицинските вештачења утврдиле дека кај 29 пациенти Васев како првообвинет применил очигледно неподобен начин на лекување спротивно на медицинските упатства, одстапувајќи во дозирањето и во фазата на лекување, давал лекови од новите генерации таргет имунотерапија, со што тешко го нарушил здравјето на пациентите. Судот во Струга го прогласи градоначалникот Рамис Мерко за виновен за кривичното дело несовесно работење во службата во врска со нерегуларностите при назначувањето вршители на должност директори во општинските основни училишта во Лабуништа, Радолишта и Подгорци. Судијата Јордан Јованов му изрече парична казна од 100 дневни глоби, што изнесува околу 10.000 евра. Образложувајќи ја пресудата, судијата нагласи дека за разлика од претходната ослободителна пресуда поврзана со набавката на луксузното возило Ауди А6, во овој предмет Мерко постапил спротивно на Законот за основно образование. Продолжуваме со останатите теми. Нема лекарска грешка во случајот со 3-годишното дете од Кавадарци, кое пред околу 2 недели почина на пат кон Скопје. Ова е ставот на стручната комисија на Министерството за здравство, која што беше формирана за да се утврди дали евентуално имало медицински пропусти во третманот на детето. Сања Трајковска-Ставров. Нема пропуст кај лекарот. Тројцата педиатри кои по налог на заменик министерот за здравство Јовица Андовски утврдуваа дали има лекарска негрижа во случајот со 3-годишното дете од Кавадарци кое почина на пат до Скопје, не утврдиле грешка, потврдуваат за Канал 5 од Министерството за здравство. Оттаму кусо и без детали за случувањето одговорија дека по направениот стручен надзор комисијата констатирала дека сите постапки биле навремено и уредно извршени.
Во меѓувреме, реагираат родителите на детето кое пред 2 недели и починало на раце на мајката во приватно возило, бидејќи како што тврдат, докторката ниту наложила хоспитализација во Кавадарци, ниту пак им овозможила возило на итна помош. Срамота е и греота е да се тврди дека нема лекарска грешка, бидејќи ако детето ни било добро како што ни гарантираше докторката што не му даде ни инфузија, тогаш зошто моето синче почина, вели Тони Стојанов, татко на 3-годишниот Блажо. Значи голема срамота и брука е. Јато ги замолувам јавните обвинители и судиите добро да размислат што прават во оваа ситуација. Од ја не се замирен. Значи јас се барам правдата и настана ако треба од ова како држава. Али рибарникот сакам да биде казнет. Казна со земење на лиценцата и казна затвор. За неа, во е убиство. Значи, ке нас увек важи тоа правилото. Тој се починет, тој е само виновен. Оне нас ни кажа да се најемни собствено возило, дека детето нас не е добро, дека на детето не му е ништо. И ни го даде упутот во разете, пошто нема што да барти вие во Скопје, детето ви е добро. Ма детето е добро, зашто починало? Што е она, доктор ли или меканичар? Во меѓувреме, обдукцијата наложена од јавен обвинител и по повеќе од 2 недели не е завршена. Од судска медицина за Канал 5 потврдија дека се уште работат на анализите кои вклучуваат и токсиколошки иследувања. Повторно сообраќајна несреќа со смртни последици. 45-годишна жена го загуби животот откако синоќа била прегазена на централниот булевар во Охрид. Возач на голф удрил во бетонски столб, пошто возилото изгубило контрола, преминало на пешачка зона и удрило во случајни минувачи. Епилогот е 1 загинат и 3 повредени. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. 44 годишна жена во Охрид била смртно прегазена на кружниот тек на булеварот Туристичка околу полноќ, а 22 годишен пешак се здобил со тешки телесни повреди, откако во нив удрил автомобил Голф. Жената кратко по ударот починала. Во крајно тешка прострирана ушта состојба, во коматозна состојба, при што нашата екипа, дежурниот анестезиолог и травматолог констатирале проширени зенеци, неприсуство на срцева акција и дишење. Веднаш е пристапена кон реанимација на пациентката и по неколку неуспешни обиди за срцево и белодробно оживување констатирано е смрт кај истата. А другиот пациент е со фрактура на фибула на подколеница и фрактура на десен хемиторакс 8-9-10 ребро. За возачот на автомобилот по наредба на јавен обвинител била одредена мерка притвор. Несреќата се случила кај булеварот Туристичка, кога возачот на автомобилот изгубил контрола, преминал преку кружниот тек и излетал од коловозот на спротивната лента и удрил во двајцата пешаци. Од ударот со повреди се здобиле 22 годишниот возач и неговиот 19 годишен сопатник. Во СВР Охрид било пријавено дека на кружен тек од булевар Туристичка со улица Јане Сандански во Охрид патничко возило Volkswagen Golf со охридски регистарски ознаки, управувано од ИС од село Пашино Рувци Прилепско, со престој во Охрид, удрило во метален столб, а потоа и во пешаците АБ од Охрид и ДП од Скопје. Според податоците на МВР во последните 5 години загинале 707 луѓе, а над 38.000 луѓе биле повредени. За околу 15 на минути председателот на СДСМ Венко Филипче закажа пресконференција во седиштето на партијата е Маја Стојановска. Во живо ја имаме во вестите, па Маја да чуеме која е темата на пресконференцијата, дали се знае? Така, Борче, ние се наоѓаме во седиштето на СДСМ, каде, како што кажа и ти, за многу кратко од сега, односно за во 18 часот и 30 минути е закажана пресконференција на лидерот на СДСМ Венко Филипче, од она што официјално го знаеме за сега, односно од она што беше наведено во поканата до медиумите за оваа пресконференција, е тоа дека лидерот на СДСМ Венко Филипче ќе соопшти дел од одлуките донесени по седницата на извршниот одбор на СДСМ, која што се одржала денес
денеска овде, додека од оние неофицијални информации кои што ги имаме, најверојатно на оваа пресконференција ќе бидат соопштени дел од имињата, односно дел од кандидатите со кои што партијата планира да настапи на престојните локални избори на есен. Секако, како што кажав и на самиот почеток, повеќе детали околу тоа што ќе биде кажано овде на самата пресконференција ќе имаме веднаш по незиното започнување, а ние секако остануваме овде да ја проследиме. Студио? Да, ќе ја пренесуваме во живо или во текот на овие вести или во само вистина. Продолжуваме со политички теми. Али Ахмети, Зијадин Села и Арбен Таравари веќе постигнале договор за заеднички настап на локалните избори, кој што ќе биде формализиран следните денови, објави порталот Тетова СОТ. Планот вклучува заеднички кандидати и листи во сите општини, а веќе е договорена и поделбата по општини за кандидатите за градоначалници. Па така ДУИ ќе има кандидати во 10 општини, меѓу кои Тетово, Чаир и Кичево. Алијанса на албанците на Села во 3 општини, Струга, Дебар и Арачиново, а Алијанса за албанците на Таравари ќе има кандидати во 4 општини, Гостивар, Брапчиште, Сарај и Теарце. Оваа распределба, според партиските извори, е направена врз основа на резултатите од последните изборни циклуси и проценките за најдобри шанси за победа на терен. Обвинувања, тужби и повици за одговорност. И денеска бура реакции по вчерашниот инцидент во Советот на општина Кочани, во кој што со шише беше повредена советничка. Согласија и партиите. Маја Стојановска. МВР се уште работи на расчистување на вчерашниот инцидент, во кој по жестоката расправија со советникот на ВМРО ДПМН Васе Алексов, советникот од партијата за демократски просперитет на ромите Аки Акиов повреди вработена од општината замавнувајќи со шиша. Од полицијата велат дека ќе следува и соодветна пријава, но против кого и зашто останува нејасно, а информации нема ниту од обвинителството, веде градоначалникот на општина Кочани Венко Крстевски. Во изјава за Канал 5 денеска го осуди инцидентот и смета дека Акиов мора правно да одговара за стореното. Сметам дека советникот треба да се извини на вработената во општината и треба да одговара за својата поставка. Ова настане ескалација на претходна нетрпеливост. Скоро секоја седмица е така изминатите 3,5 години. Доста некоректен однос од одредени колеги советници со навреди, со клевети. Акиов пак преку објава на социјалните мрежи и се извини на службеничката што ја повреди, но се правда дека бил испровоциран од советникот Алексов, кој го обвинува дека му дофрлал навреди, нарекувајќи се себе си борец за правда. Некултурно, крајно неодговорно, нехумано и деградирачки е постојано да се прави хистерија во советничката сала, преку урлање, барање паузи, дофрлување навреди на лична основа, среде секое мое излагање на вистината што на ВМРО-вците не им оди во прилог. Чашата беше прелеана од советникот Алексов, кој што го испровоцира целиот настан својствено за него. Направничката од општина Кочани јавно и се извинувам за ненамерно нанесената повреда. Стои меѓу другото во објавата на Акиов. Продолжија партиските реакции за инцидентот. Од ВМРО ДПМН обвинија дека бил план за дестабилизација, направен од Зоран Заев и Венко Филипче, и побараа оставка од Акиов. Советникот на Филипче, Аки Акиов, кој вчера повреди вработена во општина Кочани и физички се закануваше на советници, е човек од најголема доверба на Зоран Заев. Еве фотографија од советникот на Филипче, тепачот од Кочани и Зоран Заев. Ова е добро позната тактика на Заев, која сега ја применува Филипче, а тоа е внесување на страв и паника кај народот од локални тепачи кои се закануваат и сеат страв. Од СДСМ вчера се оградија од постапката на Акиов, кој е нивен коалицијски партнер. Според нив, советниците на ВМРО ДПМН постојано провоцирале за време на седниците на Советот на општина Кочани, употребувајќи навреди на етничка, верска и лична основа. Во моментов се одвива реконструкција на просторот за физикална медицина во Кочанската болница со површина од 350 метри квадратни и се очекува да заврши за 3 до 4 недели. Информираше денеска портпаролката на владата Марија Митева. Како влада имаме системски пристап кон здравствените потреби на пациентите во Кочани, истакна Митева. Реконструкцијата ќе продолжи со хидроизолација на објектот, поставување на комплетно нова вертикала на
водоводната и канализационата мрежа, која ги поврзува и горните оддели на физикална медицина, конкретно хирургија, гинекологија и неврологија, порамнување и обновување на подот и поставување на нови врати. Особено важно што цениме како влада дека е потребно да се нагласи е дека по долги години се оспособува хидранската мрежа која беше целосно нефункционална и во тек е поставување на нов противпожарен систем. Стигнати се во болницата и цикакер лепенките кои што пациентите долго ги бара. Првата тура која што е пристигната во болницата брои 95 лепенки. Дополнително продолжуваме со динамиката на апликација на PRP третманите во болницата во Кочани. На 58 повредени веќе им е дадена компресивната облека и тие ја носат. Веќе имаме видливи позитивни промени на самите лузни. Менуваме тема. За изградба на брзата пруга од Табановце до Гевгелија, владата ќе разговара само со компании од прва класа, кажа вице-премиерот Николовски во своето гостување во само интервју. Според досегашните најави, ќе има 3 услови за склучување договор, а очекувањата се пругата да биде готова во рок од 5 години. Во октомври во Лондон ќе се потпише и договорот за стратешко партнерство меѓу премиерите на двете земји, а се разговара и за укинување на 3 вида визи за граѓаните. Сандра Спасовска. Заедничко проектирање и изведба, фиксен рок за завршување на проектот и сребрен или златен фидик. Ова се трите услови кои владата ќе ги постави при склучувањето на договорот за изведба на брзата пруга од Табановце до Гевгелија. Министерот за транспорт Александар Николовски во синоќешното само интервју на Канал 5 вели дека ќе се разговара само со компании од прва класа, кои според него ќе може навреме да го завршат проектот, нешто за што ќе бидат обврзани и во самиот договор. Очекува летово да се завршат административните процедури, а на есен да се почне со работа. Крајниот рок за завршување на проектот е 5 години. Иако јавно не е објавена, рече дека физибилити студија имало и била испратена до сите меѓународни финансиски институции, преку кои Министерството за финансии бара 1,91 милијарда евра за изградба на пругата, а според информации на Канал 5, веќе има и заинтересирани банки кои испратиле понуди. Николовски е уверен дека Македонија ќе добие, како што рече, најдобро финансирање во историјата на државата, а ваква пруга вели на земјава годишно може да и донесе 120 милиони евра, 10 пати повеќе од сегашните околу 12 милиони евра. Ние не можеме инфраструктурните проекти да ги цениме во чиста математика. Ако ги цениме во чиста математика, ниеден не треба градиме. Ниеден автопат не е исплатлив, ниеден пат не е исплатлив. Вие имате села кои што имаат по 10-20 жители, па се поврзани со асфалтен пат. Нема тука економска оправданост. Таму е да ги споите луѓето. Жителите, да. Истото и овдека. Како може вие да барате економска исплатливост во болница? Како ќе ја измерите? Според најавите во октомври ќе биде потпишан и вториот договор со Британија, оној за стратешко партнерство. Подпис на него во Лондон треба да биде ставен од премиерите на двете земји. Николовски уште еднаш повтори дека прашањето за сместување на мигранти во земјава е затворено и во договорот не е предвидено такво нешто. И покрај информациите во тамошните медиуми дека исамва на самитот во Лондон за земјите од Западен Балкан, една од главните теми ќе биде токму тоа. Дека договорот е историски најдобар, според него говори и фактот што со Британија се воделе, како што рече, сериозни разговори за ослободување од визи за 3 категории кои би опфатиле 80% од граѓаните. Ние не можеме да претпоставуваме што се би разговарале државите во иднина како што разговараат и сега. Но нашиот став по однос на прашањето со мигрантите е јасен и мислам дека тука јасно ја кажавме нашата позиција. Многу сериозно разговараме за најмалце 3 категории на патувања да бидат ослободени од визи. Освен брзата пруга со парите од Британија, земјава ќе гради и здравствени установи, а се предвидени и проекти во делот на образованието. Дополнително Николовски вели се размислува и за трамвај во Скопје, градски воз, но и електрични автобуси, за кои огласот е веќе објавен. Ќе се набавуваат вкупно 120, од кои 80 за главниот град. Понудите се очекуваат до 17 јули, а проценетата вредност е 38 милиони евра. А по најавите за изградбата на брзата пруга од СДСМ денеска излегува со ново обвинување дека ВМРО ДПМН е подготвувало криминал тежок фантастични 2 милијарди евра. Пред очите на јавноста се одвива уште еден проект без план,
без документација, без јасни рокови, но со веќе позната цена од 2 милиарди евра. За пругата на коридорот 10, која најави Мицкоски, не постои ниту еден лист хартија, но веќе се знае колку ќе чини. Ако нема проект, ако нема студија, ако нема анализа на трасата, како се дојде до бројката од 2 милиарди евра? Кој и врз основа на што ја пресметал? Одговорот, почитувани, се наметнува сам. Се пресметува провизијата, а не трошокот. Летото дојде, а и покрај ветувањата Скопското кале е се уште затворено за туристи и во катастрофална состојба. Каде и дали запна најавата на министерот за култура Зоран Љутков дека до почетокот на летово овој простор ќе биде конечно уреден и ставен во функција на граѓаните, но и на туристите како еден од најважните историски објекти во градот. Моменталната поразителна слика од таму ни ја пренесува Јорданчо Цветановски. Ревитализација на Скопското кале со цел тоа да биде туристичка атракција на почетокот на летото. Ова беше ветувано од Министерството за култура уште лани во октомври. Иако пред неколку месеци беше најавено дека калето ќе биде доведено до перфектна состојба, сепак денеска ова е сликата на терен. Обрасната трева која не се знае кога последно била искосена и поради која мора да внимавате да не ви излезе некоја змија. Канти преполни со ѓубре, никакви знаци и патокази. За поразителната слика во која се наоѓа оваа историска тврдина гласно критикуваат и туристите, на кои не им се веруваше колку надлежните не се грижат за нашето македонско културно и историско наследство. It looks like it's got a lot of potential. It's incredible that you have things this old here and they're not really taken care of. I would say my country would take care of buildings that are a lot younger. How is Switzerland taking care about this kind of monuments? Well, quite good, I would say. I mean, we also pay a lot of taxes, we have to say, but it's nice to see that the taxes go to where they should. Veliko, ogromno, prekrasno, ali šteta nije održavano koliko bi trebalo. Trebalo bi malo da se pokosi, da se počisti. Svi gradovi, sve lokalne jedinice imaju puno bolje uređene te komunalne firme koje se брину око тога. За споредба, вака изгледа тврдината во Призрен во соседно Косово, која датира од 6 век, во ист период кога е изградено и калето во Скопје. За подобрување на состојбата на калето во првите месеци од новата влада беше формирана и работна група, која тогаш беше кажано дека ќе ја обезбеди целата документација што е потребна за тврдината свечено да се отвори. А беше соопштено и дека била започната постапка за отворање на трите музеи кои се наоѓаат во склоп на дворот на калето. За информации кога просторот на калето ќе заличи и кога ќе биде исполнето ветувањето пред граѓаните, прашавме во Министерството за култура, но до почетокот на вестите не добивме никаков одговор. Тука завршуваат вестите, во продолжение следува само вистина. Во меѓувреме очекувајте и вклучување на пресконференцијата на лидерот на СДСМ Венко Филипче. До вечерните вести, пријатно.